Почитувани сограѓани, паралелно со новиот бран на непотизам во општина Виница, директорот на јавното предпријатие Солидарност Александар Трајков распиша оглас за 17 нови вработувања. Откако го дублираа бројот на вработени преку Агенцијата за привремени вработувања и договор на дело, чиј што ангажман само за првите 3 квартала за 2019 година го чинат јавното предпријатие над 5 милиони денари или 2 милиони денари повеќе во споредба со првите 9 месеци од 2018 година, сега дополнителен терет на јавното предпријатие, кое и така работи со загуба, ќе представуваат и овие нови 17 партиски вработувања. Ова е причината поради која, наместо да ја намалат цената на водата за пиење за 30%, како што им ветија на граѓаните на општина Виница пред избори, истата, како минатата, така и оваа да ја зголемат и да достигне цена од речиси 25 денари за метар кубен. Од тука, прашувам, кој ја зборува вистината? Дали пред 3 години тогаш првиот опозиционер Александар Трајков, кој на седниците на Совет обвинуваше за превработеност на јавното предпријатие Солидарност, или сега директорот Александар Трајков, кој предизборно распише оглас за неверојатни 17 нови вработувања. Дали е во право директорот Александар Трајков, кој само пред 3 месеци на седница на Совет објаснуваше како предпријатието е превработено со инкасатори, или сега директорот Александар Трајков, кој распишува оглас и за тројца нови инкасатори? На кого можат да му веруваат граѓаните? Дали на опозиционерот Александар Трајков, која делеше програмата за живот пред локалните избори, во која, како капитално ветување, стоеше намалување на цената на водата и другите комунални давачки за 30%, или сега директорот Александар Трајков, кој од оваа година ќе подпишува фактури со нова, поскапа цена на водата? Почитувани, ова е вистинското лице на СДСМ. Едно ветуваат пред избори, друго практикуваат кога ќе дојдат на власт. Лагите на СДСМ завршуваат на 12 април. Доаѓа времето на вредности, принципи, промена, правда. Доаѓа времето на обнова на Македонија.